Синоќа во центарот на градот ВМРО ДПМН ја славеше победата пред стотиците граѓани во својство на нов градоначалник се обрати и Горан Петров. А пак во Охрид една од општините малкото кои СДСМ ги доби, односно каде што победи. Кандидатот на ВМРО ДПМН, неговите соработници обвинуваат дека тесната победа е изразена поради пазарење и купување на албанските гласови во Охрид од страна на социјалдемократите. Александар Петрески, кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ од Охрид, прогласи победа на локалните избори. Според податоците од Општинската изборна комисија од Охрид, од вкупниот број евидентирани избирачи 53.905, кандидатот за градоначалник од СДСМ Петрески освоил 17.015 гласови, додека кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Кирил Трендафилов Нанче 16.593 гласа. Јас уште еднашка им благодарам на сите граѓани кои излегоа да гласаат, без разлика за кого гласаат. Им благодарам што покажавме дека Охрид е на вистинскиот пат да ја носи Македонија во Европа. Наспроти синоќешната прослава од страна на СДСМ од Општинскиот изборен штаб на ВМРО ДПМН истакнаа дека на гласањето во Охрид биле забележени низа на неправилности на кои поднеле приговори во однос на изборниот процес, додавајќи дека изборите во Охрид се уште не се завршени. На извештајот од Општинската изборна комисија во Охрид од представникот на ВМРО ДПМН имаше забелешки за начинот на сумирање на резултатите поради самоволно вршење исправки на податоците од записникот на избирачките комисии, така што Општинската изборна комисија вршела нивелирање на податоците за крајниот резултат да се совпаѓа со збирот на сумираните резултати на избирачките места каде тие не се совпаѓаат. Во рамките на партиите кои се обраќаат на македонските албанци, убедлива, доминантна победа на Дуи. 12 општини освоја Дуи и Али Ахмети, по една општина за Тачи неговата ДПА и уште по една, и другата една општина е за Нова демократија на Имер Селмани. Дуи со убедлива победа и во број на гласови и во број на општини загуби во Тетово од планираното, но затоа пак доби во Сарај, каде што јавноста не очекуваше нивна победа. Иако ги изгубија големите политички центри Тетово и Гостивар како и Арачиново, во Демократската унија за интеграција се задоволни од вториот круг на локалните избори. Изборниот штаб соопшти дека остварените резултати представуваат реален приказ на состојбата. Ние ниту изгубивме, ниту добивме, во главном граѓаните гласале така и тоа е составот на новите општини. ДП по 4 години се враќа на власт во Тетово. Голема и пред се демократска победа, сметаат во партијата на Мендук Тачи. Имаме многу работа, имаме многу да работиме. Мислам дека градоначалникот ќе почнува да работи за доброто на граѓаните. Нема да ги мешаме јавните државни функции со партиските. Тоа што подпишав договор со невладиниот сектор во Тетово ќе го почитувам и јас и партијата. Независниот Руфи Османи со освојување на Гостивар направи политички камбек. Тој е задоволен што таму победи граѓанската опција. Ова изборна победа е победа на демократијата, победа на граѓанската иницијатива. Нашите ангажмани за фер, демократски и мирни избори претежно се реализира. Ново општинско раководство ќе има и во Арачиново. Единствениот градоначалник таму го доби Нова демократија. Партиите соопштија дека имаат забелешки на изборниот процес, па ќе испратат приговори до Државната изборна комисија. Според обострена оценка функционираше и коалицијата за меѓусобна размена и поддршка при гласањето помеѓу ВМРО ДПМН и Дуи. Практично онаму каде што имаше албанско население, Дуи одработи тие гласови отидоа во најголем дел на контото на кандидатот на ВМРО ДПМН за председател Георги Иванов, а пак ВМРО каде што можеше да помогне да градоначалниците на Дуи добијат поддршка. Дуи 12 градоначалници веќе доби. Синоќа славеше ВМРО ДПМН победа. Македонија демонстрираше капацитет и способност за организирање мирни, фери демократски избори. Тој е најголемиот доказ дека државата силно ги отвори перспективите за евроатлантските интеграции. Премиерот и лидер на најголемата партија Никола Груевски во синоќешното победничко обраќање најголемата заслуга за овие избори им ја препише на граѓаните. ВМРО ДПМН на овие локални избори ја доби најголемата поддршка во историјата на локалните избори на Република Македонија. Дозволете да им се заблагодарам на сите оние кои што допринесоа за тоа, на сите граѓани и на сите оние кои што дадоа поддршка. Сепак дозволете во оваа прилика да им честитам и на нашите против кандидати
и од СДСМ и од другите опозициони партии за доприносот кој го дадоа во организација на овие мирни, слободни, фер и демократски избори и за резултатите кои што ги остварија. Груевски не пропушти да му се заблагодари и на председателот Црвенковски за меѓусебната соработка, со кого иако како што рече имале несогласувања. Ѓорги Иванов уште синоќа најави дека председателската функција за него ќе биде образувачка за веднаш по изборите да се зафати со најсуштествените проблеми во државата, пред се потенцирајќи го спорот со името. ВМРО ДПМН и коалицијата на овие локални избори ја однесе досега најубедливата победа. Покрај во градот Скопје освои уште 55 од вкупно 84 општини во Македонија. И евен ексклузивно прво јавно појавување на следниот веќе избран македонски председател Ѓорги Иванов. Насител Ивана Талевска на линк. Дали имаме врска со линкот? Да, Латас овде од Скопското кале. Со мене и првиот разговор по неговиот синекешен избор ќе го има избраниот председател на Република Македонија, кандидиран од ВМРО ДПМН, господинот Ѓорги Иванов. Господин Иванов, најпрво честитки за изборот. Се надевам дека успешно ќе извршувате функцијата председател на Република Македонија. Дали сте ви првиот председател кој е избран без полнење на кутии? Да. Да, тоа е потврдено. Очекуваме и официјално тоа да го се соопшти со Државната изборна комисија. Се чувствувате ли како слободен човек и како слободен председател? Да. Без хипотеки, без обврски, без било какви договори, било какви уцени до сега. И покрај политичката поддршка која што ја добивте од најголемата владеачка партија? Да, јас сум кандидат на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, меѓутоа не сум член на партијата. Ја и онака според уставот председателот е човек кој не е партиски. Дали денеска остваривте некаков контакт со председателот Бранко Црвенковски? Ви честиташе ли на победата? Се слушнавте ли телефонски? Се видов? Никаков контакт не направивте со него? Не. Зошто? Па, затоа што имав многу обврски. Веројатно тоа ќе оди преку штабот. Мојот телефон постојано е блокиран од јавување од сите пријатели, колеги, сите познаници. Кога очекувате да се случи примопредавањето на функцијата? Тоа е како е предвидено според уставот. Крајниот рок е 12 мај? Да. До тогаш. Немате, значи, се уште е определено точен термин. Дали планирате средба во следниве месеци со грчкиот председател за зајакнување на дипломатијата, за решавање на Тоа беше моја иницијатива во текот на кампањата. Искажав подготвеност да направиме средба на врвот. Веројатно кога ќе биде официјално преземена функцијата, официјално ќе пратам тако. Некакви сигнали од Грција немате? Се уште не, бидејќи, знаете, вчера заврши изборите, еве денес прв ден е, веројатно тоа ќе следи во текот на месец мај. Дали како председател на Република Македонија ќе преговарате за јазикот и идентитетот македонски? Ние имаме преговарач како држава, председателот е дел од тој преговарачки процес, меѓутоа доколку стана збор за нема таков начин и не постои досега да се разговара за тие прашања. Значи ќе преговараме само за името. Она што е резолуцијата 817, преговарачкиот процес со предлозите од Нимец кои доаѓаат. Дали имате уште нешто да и порачате на Република Македонија? Голема благодарност до сите граѓани на Македонија што конечно имаме избори кои доликуваат на една земја која е кандидат за Европска унија. Имавме навистина избори без сите оние аномалии што досега се случуваа, и тоа е навистина гордост за државата, меѓутоа и навистина заслужуваат граѓаните на Република Македонија да бидат пофалени и затоа ги поздравувам и им честитам за ваквите фер демократски избори, без разлика дали се македонци, албанци, турци, срби, власи, муслимани, кој не спомнавме. Бошњаците, сите граѓани граѓани придонесоа